8 април е меѓународен ден на ромите, а во Битола ќе се одбележи на пригоден начин со манифестација со богата содржина. Наши соговорнички ова утро се Фатма Бајрам-Аземовска, председателка на Здруженијето за развој на ромите во Македонија Сумнал, како и Викторија Михајловска, едукатор и координатор во Сумнал. Добро ви утро и еве за почеток, на што сте најгорди од досега постигнатото кога станува збор за Здруженијето Сумнал? Навистина, Сумнал веќе постои 24 години, има многу што можеме да се пофалиме. Најразлични активности, почнувајќи од најмалите до највозрасните, најголема радост ни е кога секој дете ќе можеме да го вратиме на училиште, да може да продолжи во средното образование на факултет, меѓутоа пред се кога тие луѓе ќе завршат и да можат да се интегрираат во институциите на системот, затоа што и тоа и целта и визија на Сумнал дека ромите само преку образование можат да се интегрираат во македонското општество. Меѓутоа многу важно, мене ми морам да кажам дека сето ова ние сами не можеме да го работиме, не можеме да ги направиме промените. Промените можеме да ги направиме кога се вклучени сите, кога го работиме со институциите, посебно ние поддршката мила која што добиваме од општина Битола, од Чаир, затоа што Скопје работиме значи во Скопје, во Битола, со другите институции. Горда сум на еве реков за секој дете што е вклучено, меѓутоа мене ми е многу мило кога ќе ги вклучиме и родителите во активноста на Сумнал, затоа што без поддршка на родителите тоа не можеме да го направиме. Со основните училишта, со градинките што работиме, веќе во Битола навистина многу повеќе работиме со средните училишта, тие се дел од нашите програми, кога ќе вклучиме многу млади, кога ќе ги интегрираме со другите заедници. Многу ми е мило, морам да спомнам наградата која што ни е мотив да можеме да продолжиме да работиме многу повеќе, која што добивме лани од Европската делегација, од Брисел директно за интеграција на ромите, за промените што ги правиме. Што правиме зошто оваа награда добиена? Затоа што работиме и на вработување на ромите. Сега во моментот и горда сум што работиме на создавање на програми за образование на возрастни, заедно со институции, за да можеме да верификуваме програми. Голем број на луѓе кои што немаат образование да можат преку нашите програми прво мора да ја акредитираме, да може преку нашите програми полесно да се интегрираат и да се вработат. Значи, сериозна мисија има Здруженијето Сумнал. Михајловска, еве како што кажав, вие сте координатор и едукатор. Кои се целите и проектите за оваа година? Како и секоја година Сумнал секогаш се стреми да понуди најразлични едукативни активности, се со цел да се едуцираат и да се интегрираат ромите од најмладите до најстарите. Во Скопје, во нашите едукативни центри, секојдневно се одвиваат едукативни активности за деца од 3 до 6 години, како и за деца од 7 до 15 години. Исто така имаме и најразлични активности за возрастните, конкретно родителите на тие деца. Во Битола од септември 2022 година имаме воспоставено Ромски здравствено образовен центар, каде што еднаш до два пати во месецот имаме различни едукативни активности од областа на здравјето. Понатаму имаме и проект од областа на стручното образование и обука, исто така преку Еразмус, кој го координира германската организација Југенстил. Сумнал во тој проект е задолжена да креира и акредитира програми за подготовка за работа на возрастни роми во областа на молерисувањето и градинарството. Исто така ќе имаме и за цел да ги сензитираме и работодавачите, со цел во иднина повеќе да размислуваат во насока на вработување на ромите кои што ние ги едуцираме. Викторија, морам да искажам воодушевување од бројните активности, но и квалитетната програма. Секоја чест ќе бидеме во чекор, ќе ве следиме со сите ваши активности и проекти и еве на крај ќе ви го честитам 8 април, меѓународниот ден на ромите.